Денес во нашиот град, значи ние си го нарекуваме градот на модата. Широк сокак ни е наша најголема модна писта. Битолчанки важат за најубаво облечени девојки, затоа денес со причина имаме една специјална гостинка во нашиот град, најпознатата модна блогерка Зорана, нашата гостинка од Србија. Меѓутоа Зорана дојде на покана на главниот и одговорен уредник на битолски весник Васка Младеновска. Васе, пред се кажи ни како се запозна со Зорана и од каде е соработката, како стапивте во контакт? Па најпрво јас сум пресрекна што Зорана вечер денеска, буквално ја имаме во нашата прекрасна Битола. Јас приватно си ја следам Зорана, значи нејзиниот моден блог zoranach.com, кој што има преку 15 милиони посети од целиот свет. Таа е најпопуларната модна блогерка тука кај нас на Бакон и фактички блогерството не е примерна професија, значи таа не се занимава со ништо друго, туку чисто со модното блогерство. Сега јас пред неколку месеци направив едно ексклузивно интервју за битолски весник со неа, онлайн интервју. Таа морам да кажам дека е една прекрасна непосредна личност и веднаш ми излезе во пресред. И кога се објави тоа интервју, и претходно таа си имаше голем број наследачки и од Битола, меѓутоа и од Македонија, меѓутоа после интервјуто доаѓаа до мене разни значи коментари да дојде Зорана во Битола, дали е тоа возможно. И јас така, јас ја исконтактирав Зорана и преку нејзината и другарка, меѓутоа и така една главна организаторка од Скопје Нина. И навистина Зорана со задоволство еве ни дојде во еден специфичен момент, лето, кога сите повеќето се на одмор, кога не можеме да ги усогласиме распоредите, меѓутоа таа на наше огромно задоволство дојде тука во Битола, кога Битола 2 месеци буквално диши во културниот ритам, туку се одржува битолското културно лето, најсодржајното и Зорана е пун подготок што дојде во Битола, кога има голем број на туристи, кога има голем број на гости и ете на некој начин и да ни афирмира Битола, бидејќи нејзиниот Инстаграм профил, не знам колку следачи има, меѓутоа јас имам приметено забележано во 10 минути таа има преку 5000 лајкови. Пред се Зорана добре ни дојде во нашиот град, градот на модата, градот на најголемата светска модна писта Широк сокак. Се надевам дека подолго време ќе можеш некој друг пат да дојдеш повторно и да уживаш во убавините на нашиот град. Кои се твоите први впечатоци од Битола? Ne, ja prvo moram da se zahvalim Vaskija i svima vama na ovom predivnom dočeku. Ja generalno Makedoniju mnogo volim i nekako uvek jako rado dolazim ovde. Особено ни е мило и нас и секако на сите кои што се секако тука во Хаус Бар, бидејќи секако како што и Васка спомена, ги следат и твоите блогови и твоите фотографии секојдневни, нели, на Facebook, на Instagram и на секаде и секако на твојата нет страница. Од кога започна твојата модна приказна? Dobro, ta cijela priča oko bloga je započela na jedan u stvari jako ružan način, jer sam ja bila onako u nekom lošem periodu u životu i treba mi je neki razlog da ustanem iz kreveta. Spavala sam po 15-18 sati dnevno i pratila sam jedno neka strana modna bloga i to mi je onako delovalo mi je super. Ja sam u tom trenutku bila na prvoj godini Akademije Deluso za stilistu i nekako što sam više ulazila u problematiku posla stiliste, to mi se manje sviđao taj posao, iako sam u početku mislila da je to nešto najbolje na svijetu što čovjek može da radi. Do kraja 3. godine sam zaključila da se ja nikada neću baviti time, uzela sam diplomu i stavila je u fioku. Međutim, cijela ta nekako moja blogerska priča je počela dosta spontano. Ja nisam počela da radim to da bi mi to postao posao, da bi ja od toga zarađivala. To je onako toliko spontano išlo da ja više, mene ljudi kad pitaju daj nam neki savet kako, šta, kako si uspela, ja stvarno ne znam, jer nekako to je kod mene sve tako išlo, ne samo spontano, nego jednostavno dešavalo se tako da ga ja nisam ni očekivala. Ja sam u jednom trenutku skapirala da ja 3 godine nisam imala godišnji odmor, da ja 3 godine i kada odem negde ja radim, snimam, sastančim, slikam se, uploadujem, izbacujem i onako to je sve jako naporno. Ja sam jako srećna što radim posao koji volim jer je moda nešto što je većini ljudi samo hobi, a ja sam uspela do toga napravim nešto što me ispunjava i što volim. Од каде најчесто ја црпиш својата инспирација во врска нели со дневните стајлинзи, со вечерните? Pa dobro, ja uglavnom gledam, čak više ni nemam vremena da gledam strane modne blogove, nego to više nekako na Instagramu uhvatim šta se dešava i onda kad nađem nešto što mi se dopadne, to ubacim u moje nešto ili neku kombinaciju boja, pa je malo ja to sklopim na moj način.
ili ima par profila na Instagramu koji su meni se te devojke oblače fenomenalno, međutim nekako sam primetila da ono što za outfit koji je meni najsavršeniji, za koji sam ja najoduševljenija i slikama i outfitom, to onako ljudi dosta im se ne dopadne, čudno im je, a za fotografije koje sam neću ovo da izbacim, vidi na šta ličim, ne sviđa mi se, druge bi cipele, ne bi ovo, hoću ono, svi se oduševljavaju time, tako da sam u jednom trenutku skapirala da ne treba se oblačiti za druge i da bi se drugima to dopalo, već isključivo da bi se dopala sebi, jer na kraju krajeva ja toliko postova godišnje imam da ljudi i zaborave šta se desilo, a meni svi ti outfiti ostaju u glavi. Обично ние девојките постојано кажуваме дека немаме што да облечеме, иако како што и сама спомена, веќе немаме ни место каде нашите работи да ги ставиме. Ти се случува тоа и тебе? Svaki dan. Ja svaki dan nemam šta da obučem i svaki dan kukam, čak i kada kupim nešto i to mi je taj dan fenomenalno i taj dan znam u što ću da ga iskombinujem, sutra već ne znam. Ali nekako ne znam, mislim da sve žene, koliko god garderobe imale, da li imale malo, pa ne bi trebale da imaju problem jer imaju par stvari koje mogu vrlo lako da se kombinuju ili imaju beskonačan izbor, uvek je nešto problematično. Кои се твои омилени модни брендови, освен Zara? Pa dobro, ja volim da mešam skupo i jeftino i onda volim da imam tu tako, ja kad kupujem određeni komad, da li garderobe ili aksesuara, ja gledam koliko ću puta moći da nosim tu stvari. Sad ako ja platim haljinu više od 50 eura, moći ću da obučem samo jednom, meni se to ne isplati. Ako kupim torbu koju platim 1000 i nešto eura, meni se to isplati, ja tu torbu nosim svaki dan, zavisnosti kako kada. I onda zbog toga uglavnom ja pare dajem na cipele i torbe i tu su mi omiljene Saint Laurent, Balenciaga, Celine. Kad sam bila mlađa, baš sam recimo voljela Louis Vuitton. Зорана, доста патуваш по светот и особено ги посетуваш модните недели. Меѓутоа, каде луѓето имаат, особено девојките, најубав стрит стайлинг? Pa dobro, to zavisi nekako i od mog raspoloženja, šta mi se u kom trenutku svidi. Ja generalno najviše volim da gledam devojke po Italiji. Mada opet i one imaju iz predubrog stylinga da odu u potpuno neki kič. Sa druge strane, ta neka londonska moda, odnosno cijela britanska, je onako dosta na toj nekako mračnijoj strani, što je meni u 80% slučajeva vrlo poznato, jer ja nekako volim da nosim crne stvari, volim iscepano, volim nitne, volim bodlje. Daleko sam od onog metala, više idem u neki taj, ja samu sebe nekako volim da nazovem rock princezom, jer jedan dan volim da budem u tom rockerskom fazonu gdje sam čupava, razmazana, da, a onda drugi dan samo želim neku roze haljinicu i da se lepo našminkam, da imam trepavice i da trepćem. Tako da to se generalno zavisi od mog raspoloženja. Каков стил треба да има идеалниот маж за Зорана? Pa to je komplikovano, pošto nekako kad pogledam unazad, svi moji muškarci nisu umeli da se oblače i nisu nikada slušali moje savete. Nekako, dečko s kojim sam provela i dugi niz godina, ja mislim da je on od našeg prvog dana do našeg posljednjeg dana nosio istu garderobu i svaki put kad sam ja pokušala da ajde promenaj obuci ovo, nemoj ono, to nije naišlo na dobre, tako da ne znam, ali to je ta neka, to je što ja volim, te farmerke onako malo izbledele, pa gore neka bela strukirana košulja ili bela majica u zavisnosti od prilike, crni sako ili neki sivi džemper i dole neke najopuštenije patike, mislim ili starke ili neke onako zanimljive, od Nike-a do nebitno da su firmirane ili ne, ali da su zanimljive. Зорана, јас ти благодарам за интервјуто, се надевам дека нашите битолчанки и битолчани ќе ги послушаат твоите совети за тоа како треба да изгледат, но пред се да бидат нели своји и да го следат она што ни и одговара и на карактер и секако и на стил на живот. Се надевам дека повторно ќе ни дојдеш во Битола да се дружиш со твоите многобројни фанови и секако те очекуваме многу скоро за да дојдеш.